Старата тетка Ада. Кога старата тетка Ада многу остарела, отишла да живее во сиротилиштето, во една собичка со 3 постели, каде што веќе биле сместени 3 бабички, стари како неа. Старата тетка Ада веднаш си одбрала една мала фотелја до прозорецот и на рамот издронила една сува бисквита. Многу добро, сега ќе си испилат мравки, злобно рекле другите бабички, но наместо да се насоберат мравки, од градината на сиротилиштето долетала една птица, со задоволство ја исколвала бисквитата и одлетала. Видовте, мрморела бабичката, што добивте? Се најаде и си одлета. Исто така како нашите деца кои се прснаа по светот, кој знае на каде и за нас што ги одгледавме, не си споменуваат веќе. Старата тетка Ада ништо не рекла, но секое утро изронувала по една бисквита на рамката од прозорецот и птицата доаѓала да колбе секогаш во исто време, точно како пензионер, иако појадокот не е бил готов, да знаете само како се јадосувала. По известно време птицата ги довела и своите малечки, зашто си имала свиено гнездо и испилила 4 пиленца. И тие исто така со задоволство ја колбале бисквитата на тетка Ада, исто така доаѓале секое утро, иако не им бил приготвен појадокот, кревале голема врева. Дојдоа птиците и велеле тогаш стариците на старата тетка Ада со малку завист, и таа истрчувала, така да се каже, со ситни чекори до шкафот и меѓу кесето со кафе и со лути бомбони наоѓала по некоја сува бисквита и за тоа време зборувала: "Мирни, мирни, еве ме доаѓам." Ех, си мрмореле другите бабички, кога би можело да ставиме една сува бисквита на прозорецот и нашите деца да се вратат. А вашите, тетка Ада, каде се вашите? Старата тетка Ада не знаела каде се. Може би во Австрија, може би и во Австралија, но не се опуштала. Им ја дробела бисквитата на птиците и им зборувала: "Јадете, ајде јадете, инаку ќе немате достатно сила да летате." И кога ќе исколвате се, додала: "Ајде одете, одете, што чекате? Крилјата се насправени за летање." Стариците ги нишале главите и си мислеле дека старата тетка Ада е малку спобудалена, зашто иако била стара и сиромашна, се уште имала што да подарува и не сакала дури ни благодарност. Потоа старата тетка Ада умрела. Нејзините синови разбрале дури откако минало многу време и немало смисла веќе да се тргнува на пат за закопот. Но птиците цела зима се враќале на прозорецот и се беспокоеле дека старата тетка Ада не им го приготвила појадокот од бисквити.